Организацијскиот одбор работеше во полн состав. Ова го акцентираше градоначалникот Коцевски на вчерашната пресконференција и додаде дека на одржаниот состанок биле присутни и афирмираниот писател и поет Игор Крајчев, директор на библиотеката Гоце Делчев и господинот Сашо Димовски од Националната установа Центар за култура Јордан Хаџи Константинов Џинот, а во комуникација со Елена Јовановска Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик Крстем Исирков. Имајќи ја во предвид вкупната здравствена слика во светот и кај нас, во услови на светска пандемија, сите учесници едногласно се сложивме дека одржувањето на меѓународната културна манифестација Рацинови средби во 2020 година треба да се помести за периодот од крајот на септември до евентуално крајот на октомври. Неизбежна е потребата за поинаква организација на Рациновите средби, но тоа од друга страна е и можност за нивно модернизирање, осовременување и програмско збогатување. Дел од содржините планираат да се одржат во живо, доколку тоа го дозволат здравствените власти со целосно почитување на безбедносните мерки при најавениот зимски бран на COVID-19, додека онлайн содржините може да се одржуваат во тоа време и малку подоцна. Со тоа ќе се прошири трајањето на Рациновите средби, со што тие подолго време би биле медиумска тема во јавноста. Комбинирањето на содржините во живо со настани преку интернет платформи ќе придонесе светски познати поети по електронски пат да учествуваат на Рациновите средби, со тоа што ќе биде овозможен пренос во живо на YouTube каналот и со можност некои од националните телевизии да ги пренесуваат во живо содржините на Рациновите средби и се разбира со можност за поставување на еден или неколку видеобимови на повеќе локации во Велес. Организациониот одбор одлучи да формира комисија, специјална работна група, која на следниот состанок на Организациониот одбор ќе му предложи концепт за организација на Рациновите средби. Донесовме одлука да се распише конкурсот за доделување на Рациновото признание. Конкурсот ќе биде објавен непосредно пред 13 јуни, денот на трагичното убиство на Коста Солев Рацин. Коцевски дополни дека предлогот за кој што ќе се одлучува на следната седница на одборот е антологија на болката да биде книжевна награда, која ќе се доделува за најдобра песна испратена на јавен конкурс, кој ќе се објави од страна на Организацијскиот одбор на манифестацијата најмалку 30 денови пред почетокот на Рациновите средби. Право на конкурсот ќе имаат сите поети од Македонија и од светот кои учествуваат со испраќање на своја песна на мајчин јазик со придружен задолжителен препев на англиски јазик. Секој поет ќе има право да учествува со само една песна. Песните ќе ги оценува жири комисија составена од видни поети од Македонија и од странство, а кои ќе останат анонимни за јавноста се до моментот на обзнанување на добитникот. За наградата дополнително ќе се договориме. Со ваква награда би се постигнало афирмирање на поетскиот Рацинов аспект, модернизирајќи ги и давајќи им нов и свеж лик на Рациновите средби, без при тоа да бидеме конкуренција на струшките вечери на поезијата, рече градоначалникот Коцевски.